Уапсен поранешниот председател на ФФМ Илчо Ѓорѓиевски, заедно со неговиот наследник Мухамед Саидини, обвинителството ги товари дека предизвикале штета на буџетот на ФФМ за 2,5 милиони евра во времето додека двајцата биле на раководни функции. Според обвинителството, нелегалните действија од финансиски карактер се случувале од 2015 до 2019 година во координираната акција на ОЈО и финансиската полиција. Освен нив, опфатени се и други 16 физички и 8 правни лица. Сите се товарат за проневера во службата и перење пари. Двајцата осумничени председатели на ФФМ во различни временски периоди, иако биле должни да обезбедат законито, економично, наменско и транспарентно користење на финансиските средства и да вршат контрола над финансиското работење на Федерацијата, одобрили и подпишале вкупно 728 налози за исплата, доставени од страна на осумничената раководителка. Со тоа возможили исплата на парични средства без целосна и валидна финансиска документација и без претходна проверка на основаност и намената на исплатите, велат од обвинителството. Осумничената раководителка во одделението за финансии и сметководство со цел да ги прикрие незаконските исплати кон повеќе правни лица, вршила манипулации со сметководствената евиденција на ФФМ. Најнапред плаќањата ги евидентирала како намалување на обврски по основ на влезни фактури, а потоа вршила измени на веќе евидентираните налози за книжење, бришејќи ги обврските и евидентирајќи ги како трошоци без наведување на конкретната фактура, услуга или деловен партнер. Со ваквите постапки предизвикала сметководствената евиденција на ФФМ да содржи нецелосни, неточни и манипулативни аналитички картици за деловни партнери и трошоци, појаснуваат од обвинителството. Акцијата доаѓа по пријава на финансиска полиција поднесена во 2020 година против 11 физички и 14 правни лица, осумничени за злоупотреби во ФФМ. Осумничените управители пак собственици и овластени лица во правните лица, во име и за сметка на правните лица издавале фактури со невистините содржина за наводно извршени услуги и испорачени стоки кон ФФМ. Врз основа на тие фактури осумничената раководителка изготвувала налози за исплата кои биле доставувани до одговорните лица во ФФМ за одобрување и подпишување. На овој начин на ФФМ била причината штета во наведениот износ, додека пак правните лица се стекнале со противправна имотна корист. Потоа средствата прибавени со кривичното дело биле примани, раситнувани, пуштани во оптеки користени во финансискиот промет со цел прикривање на нивното незаконско потекло. Освен за Ѓорѓиевски и Саидини, обвинителот бара притвор за уште 8 инволвирани, а за 7 ќе бидат предложени соодветни мерки за обезбедување на нивното присуство во текот на постапката. Второ осумничениот во овој случај Саидини веќе е во притвор. Тој беше уапсен пред 2 месеци и се сомничи пак за проневера од 700.000 евра од УЕФА и ФФМ за поддршка и изградба на трибина во Охрид. Габриела Лескова, Сител телевизија.